Продолжуваме понатаму со програмата, а она што нашето општество го потреса буквално е мобингот, насилството, кое што, некој рекоа да, некој рекоа не се случило, било само детска игра. Меѓутоа, ние денеска темата малку ја прошируваме. Што кога, нели, во оние училишни денови, да, може би децата подложат на насилство, меѓутоа потоа одат во други средини, почнува средното образование, каде што тоа може да е уште поизразено, а потоа и во работната средина. Многу често знаат да страдаат луѓето токму од мобинг во таа работна средина, но и некогаш, за жал, и во семејното обкружување, партнерот, може би мајката, сестрата, знаат да влијаат на нас, не само преку нивните критики, туку и преку нивната желба да се наметнат во нашите животи. Токму за овие теми денес заедно со нас Марина Анчевска, која што би сакала пред се да споменам дека станува збор за една фантастична соговорничка која што е многу пати докажана пред се токму за овие работи, еден тренер кој што буквално ги води луѓето низ животот, но од друга страна и прогласена за една од најуспешните жени менаџери на Република Македонија во 2016 година од агенцијата Марили, каде и не само за жените, меѓутоа и за нив има одржано бројни продавања. Добре ни дојдовте. Вау, добро ме најдов. Одличен почеток, вака се чувствувам малце по-позитивно. И навистина така и влијаете, како што реков, преку тие предавања не само кај жените, туку и буквално кај сите граѓани на Македонија влевате некоја и сигурност и доверба, денес ќе ни помогнете да се избориме со она што нашето општество во последно време многу го притиска, а тоа е мобингот, булингот. И сега за кога станува збор за преводот, има еден збор кој што јас не го сакам, велат насилништво, силеџество. Па тоа е психичко насилништво. Меѓутоа, еве кажете ни, дали можеби и еве да не биде буквално, дали можеби и зборовите да предизвикаат и мобинг и булинг? Да, секако, па тоа е мобингот и булингот се психичко насилство, значи преку зборови, не е физичко насилство, што е многу пострашно. Значи ако постојано имаш ти некој да ти зборува негативно или колку не си ти добар или за ништо не те бива, е многу пострашно на долгорочни патеки, затоа што не влева никаква самодоверба, те менува целосно како личност, а за жал тоа многу често се случува кај нас во Македонија. Тоа се случува речиси во сите пори од општеството. Да. На работа, меѓутоа се уште не е некоја тема за која што луѓето слободно зборуваат. Јас организирам заедно со една адвокатка Марија Ристова, организираме работилници за мобинг и за коучинг, значи од правен аспект и како да се справите со мобингот. Меѓутоа интересот е голем, меѓутоа многу малку луѓе се осмелуваат да дојдат и вистински да се покажат. Што би се рекле, ефектот е мало, можеби од тоа. Не ефектот е голем од такви работилници. Не зборам од тоа да се ослободат малку. Да се ослободат, да, точно. На тоа мисле да се ослободат односно да дојде до јавноста дека еве има се работи, меѓутоа и треба еве конкретно да имаме и некој поголем ефект околу. Луѓето се плашат да зборуваат. Марина, ајде да ги охрабриме гледачите. Ако има некој кој што сака да ни се јави, сака да побара совет на оваа тема, тука заедно со нас е Марина Анчевска, можете и да прочитате, се разбира, имаме запишано за неја, за сите нејзини, се разбира и заслуги, меѓутоа и она што навистина е, па и може да ви помогне. Како да препознаеме, Марина, дека некој врз нас извршува такво насилство, силеџество, како да сватиме дека станува збор за мобинг? Прво ќе почувствуваме на нас самите, на телото, ќе почувствуваме разни симптоми, главоболки, несоница, значи чувство на нелагодност, непријатност со самите себе си, значи телото нас секако ни покажува. Што е типичното значи за оној човек кој што подлежи на мобинг е ниска самодоверба. Значи тоа е прво и основно и страв. Има страв да се спротистави затоа што се двоуми, може да биде и личностот доверба која што прави мобинг. Значи јас сум исто така жртва на мобинг, знам точно како тоа изгледа. Со години си мислиш дека нешто со тебе не е во ред, меѓутоа на крај доаѓаш до сознание дека личноста постојано тебе те манипулирала и ти вршала на некој начин мобинг. Меѓутоа телото навистина кажува и оние кои што се во такво окружување, каде што има некој што ги манипулира, точно знаат, меѓутоа стравот е најголемата причина што не се осмелуваат да се спротистават. Сега го имаме тој момент, еве споменавте
го споменавте мобингот, дали тоа лице, да кажеме, што му се врши мобинг, има ли желба или оно што ви сте рекло дека е приморан да дојде таму, па едноставно е присутен таму за да се... Дали сака да биде присутен во една таква околина? Па тоа е глобална атмосферата во Македонија. Луѓето мислат дека ако се на едно работно место, дека готово. Завршена е работава, немаат повеќе избор и трпат се. Да. Значи живеат во некаков страв, ќути има и полошо, нели кај нас е тоа многу познато. Честа максима. Да, и тука остануваат. И тоа е всушност мајндсетот, начинот на размислување. Значи не може Како да ги ослободиме луѓето од тоа? Секако дека може, меѓутоа прво тие што имаат ваква ситуација треба да се појават, да си Ладно, кажа. ќе ве прекинам извајдете, затоа што не сакам гледачите да чекаат. Имаме храбар гледач кој што сака да постави прашање. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, Воспитал телевизија и до вашата гостинка. Повелете. Значи, јас лани без народен ден и стварно бев воодушевена во градски парк. Си гушнавме, сигурно не се сеќава, ама ми беше многу убаво. Сакам да кажам дека ете таа случка ја се раскажував, дека многу убаво си поминав, додека некои мои пријателки, да ги наречам, ме критикува што толку беше убаво. Беше убаво. Значи, сакам да се дружам, сакам паметни луѓе да слушам. Значи, не сакам да гледам серии. Зошто ми го наметнуваат тоа? Стварно сум јас поосетлива особа, ама зошто сакаат да ме критикуваат цело време? Ама зошто одиш на фризер? Ама зошто имаш кармен? Ама зошто се јавуваш во емисии? Ама денеска не зборуваше убаво, требаше поубаво да кажеш, ама денеска на таа тема не требаше така да зборуваш. Ама јас сакам да зборувам на било која тема, што знам да, нели, што сум ја доживеала, не зборувам за политика и вакви теми. И вашата водителка Елена ја обожавам цело време и давам коментари на Facebook. Благодарам. Ама зошто даваш коментари? Ама како? Ама што? Јас сум Слободанка инаку, Елена. Благодарам, Слободанка, ве И читаме. тоа толку се чувствувам онака како баш да ми прават мобинг. Зошто ми дозволува да си го живам животот јас како се сакам. Поздрав многу и убаво да си имате убав ден. Баш ме заинтересира емисијава, ве обожавам сите и едноставно седам тука и ве гледам онака баш со уживање. Зошто сега да бидам после критикувана? Зошто ти им го кажа тоа? Зошто не го задржа за себе? Зошто тоа е убаво да не го споделам? Тука негде да ми кажете каде грешам. Поздрав. Никаде не грешите, господи. Јас ви благодарам многу на јавувањето и господјата всушност го постави следното прашање. Која е разликата? Како да препознаеме што е добронамерна критика, а што е она што всушност луѓето ни наметнуваат како треба да го живееме ние животот? Да, од добронамерна критика може да ја даде некој што е адекватен и соодветен за да даде критика и некој што навистина ти мисли добро, а луѓе кои што постојано те критикуваат може да се и љубоморни или може би не се храбри самите да направат некаква промена, па секогаш на другите им наоѓаат замерки. Јас ја охрабрувам Слободанка да си го живее животот како што си сака, да си коментира, да си оди, да се ужива, а оние луѓе кои што не може да те прифатат таков каков што си, може би и не се вистинските пријатели. И тоа е токму во мобингот. Значи, постојано е важно мислењето на другите. Стравот да се биде свој, да се каже своето мислење, луѓето ќутат, трпат, се наведнуваат, подклекнуваат и потоа имаат секакви здравствени проблеми, наместо да има слобода да се каже своето мислење и емоциите, луѓето остануваат и живеат во некакви стравови, што е многу жално. Ќе им дадеме предност Марија на гледачите. Да, само јас само да ја охрабрам Слободанка да продолжи така, едноставно тоа е пораката во секој случај. Да. Кој ни се јавува? Добро утро. Ало? Добро утро. Повелете. За прашање на гостинкава? Повелете. Да. Се Изгледа исклучи. се застрами, се исклучи. Сакав да прашам и што кога ни прави мобинг некој кој го сакаме. Често партнерот нели се јавува во улога кога ви кажува што да правите, што да облечете, кога не сте кажале нешто што треба во друштвото. Меѓутоа и нели секогаш велиме најголемата критичарка е мојата мајка и така, меѓутоа кога и тие што не сакаат претеруваат, Марина. Да, се случува и тоа. Може би вака да објаснам какви типови на мобери има, како да ги препознаете. Значи има 4 категории. Може би некој ќе си ги препознае во своето обкружување. Една категорија се вриштачи.
Значи, тие што постојано покажуваат моќ и моќта ја покажуваат преку нагласена комуникација, преку викање, преку дерење и најчесто тие мобери сакаат контрола на емоцијата да направат. Значи, оние луѓе кои што не се навикнати на таква комуникација, јас, например, не сум, се повлекуваат, замрзнуваат, значи, не можат да бидат вриштачи. Друга категорија, може да продолжим? Да, секако. Да. Друга категорија на мобери се константен критичар. Имате луѓе, значи, кои што ви прават всушност контрола на личниот идентитет. Постојано ве критикуваат, ова не е добро, тоа не е добро. И тука што добива човекот, значи, кој што е обкружен со таков човек, многу ниска самодоверба. Имате мобери кои се двоглава змија ги викаат, значи, пред вас зборуваат едно, позади вас зборуваат сосема друго. Тие сушто сакаат да го контролираат вашиот успех. Значи, затоа пред другите луѓе ве озборуваат, а пред вас кажуваат дека сте најдобри. И четврта категорија се, си запишав тука, контролорот. Тоа се луѓе кои што контролираат, значи, се. Тие всушност сакаат да направат исто контрола на вашиот успех, на репутацијата и за се имаат мана. Ве ставаат под голем притисок, значи постојано има дедлайн, постојано мора нешто сега одма да се заврши. Сега таквите имате на работа, значи овие категории, меѓутоа на прашањето да се вратам, исто во обкружувањето. Може еден од родителите да биде вриштач, другиот да биде контролор, двоглава змија се кај родители во обкружување тоа тешко, меѓутоа вриштачите, контролорите се најчесто луѓето во вашето обкружување, а на работа ги имате сите 4 категории, може да се погоди и една личност која што ги има сите 4. Ми беше мене следното прашање, дали во една личност може да ги има сите 4? Ноќен кошмар за сите во работната средина. Еве, кажете ни, како да се избориме со тоа малтретирање на работното место? Нели, во Република Македонија има казни, сега тоа не е ваша надлежност, меѓутоа, сепак како коуч, како тренер, како да кажеме стоп? Да. Прво, значи, треба доаѓаат кај мене за индивидуална работа, луѓе кои што поминале мобинг, кои што се во мобинг и најчесто прво работиме на телото. Значи, прво стилови, значи секој мобер каква акција превзема против вас, дали е контролор, вриштач, ние на таа акција реагираме. И сега во зависност од нашата реакција, значи телото наше нешто прави, дали се повлекува, дали се смрзнува, дали исто така почнува исто да се дере, да вика, че многу е важно прво да препознаеме кај нас самите како реагира нашето тело во присуство на некаква личност. Тоа е прво и основно, затоа што најчесто тоа го занемаруваат луѓето и ја поминуваат границата, се до крај одат. Значи, прво се препознае кај себе си и потоа се учат техники како да се спротиставите. Значи, ако сте личност која што се смрзнува, да станете, да не се повлекувате. Значи, има разни начини како со секој од овие мобери, како да го смените вашата невербална комуникација, затоа што не е лесно вербално. Прво да се докажете, да се објасните, подобро е прво невербално да покажете промена, ќе примете моберот и можеби нема да му бидете толку интересни, затоа што моберот сака да контролира. Значи, постојано гледа жртва која што ќе може да ја контролира, да сака да им покаже моќ. Дали емотивно да ја уништи, дали во самодоверба, дали пред другите луѓе. Значи, тоа е многу важно да можете да препознаете со кого си имате работа и како невербално да действувате. Еве, кога ги споменавте тие, да кажеме, нели, вриштачи, ако и ние почнеме да вриштиме, да не дојде до конфликт, тогаш... Па треба да дојде до конфликт. Да... Конфликтот е многу здрава работа. Проблемот е што во Македонија луѓето не се осмелуваат да влезат во конфликт. И тогаш сметаме дека може да се најде решение, односно да се... Конфликтот значи промена. Ако има конфликт, тогаш е момент за промена. Многу е добро ако изградиме, значи, таква доверба еден со друг, да може да си скараме, секој да си го каже своето мислење, ама пак да останеме тоа што сме. Затоа што има едно правило, позади однесувањето има добра намера.
И тој што вришти, може би, или што манипулира, има некаква намера. Дали него му треба самодоверба, дали него му треба нешто, па не знае како, поради своето обкружување во кое што израснал, прерастал во вриштач. И сега нормално ние сме тие кои што треба да бидеме умешни за да го исконтролираме и него. Да го исконтролираме. И сега, Марина, ние немаме уште многу време, уште некој минута-две околу скорешните случувања во училиште. Сакаме само да ни појасните, нели, некој рекоа насилство, некој не, меѓутоа не е таков. Примери во април годинава имавме случај на насилство, буквално и тоа физичко. Кажете ни колку зависи од тоа децата какви личности ќе израснат, од тоа како ги воспитуваме. Дали оние кои што се покажуваат во основно, во средно, како насилници, понатаму се и тие двоглави змии на работното место? Дефинитивно. Исто работам и со деца, со фамилии, со родители. Многу е жално кај нас во Македонија што во школото чекаат од родителите, родителите чекаат од наставниците и никој ништо не превзема. Меѓутоа, главната вредност од кај што потекнува се, како детето, дали детето ќе се појави во форма на вриштач, на контролор, на манипулатор, зависи од тоа што го гледа дома. Значи, ниту едно дете не постои дете лошо, невоспитано, глупаво дете, тоа се зависи од обкружувањето во кое што е израснато, за жал, и родителите можеби бидејќи немаат многу време, многу се преокупирани или со самите себе или со работа и покажуваат некакво однесување кое што децата после тоа го копираат и покажуваат моќ врз другите деца во школа. За жал. Ви благодариме многу на разговорот. Јас се надевам дека и во друга прилика и на други теми ќе бидете наша соговорничка.